Почитуван заменик председател, почитувани колеги, почитувани медиуми, почитувани гости. Законот за социјална заштита е навистина многу значаен закон и се согласувам дека ние треба да имаме тука реформски измени. Но измени кои што ќе допринесат за подобар живот на лицата со попреченост. Вака, кога слушам одговорница колку овој закон носи подобри услови за живот, навистина се прашувам дали ние сме излегле од нашите политички видици. Почитуваната колешка пред малку спомена дека е добро што се воведува лиценцирање на социјалните работници. Ова постои. Ова постои многу одамна. Јас сум дипломиран социјален работник, специјалист по социјална работа во здравство. Работев во Центарот за социјална работа. Имам положено лиценца. Имам положено за лиценца. Уште во 2011 година. И сега слушаме на говорница дека моравме да чекаме Социјалдемократскиот сојуз да поднесе реформски измени на Законот за социјална заштита за да бидат лицензирани социјалните работници. Мислам, абсурд. Почитувана колешке, лично вас да ви информирам, лиценцирање на социјалните работници на стручните профили постои уште во 2011 година. Да, имаме обврска да посетуваме семинари, имаме обврска да се надоградуваме и да положиме во рок од 5 години по истекот на лиценцата, повторно полагаме лиценца. И тоа е во ред, јас немам ништо против полагање на лиценца. Но тоа не е новина од сега. Тоа постоеше и до сега. Нас ни е значено, почитувани колеги, овој закон не треба да ни биде битен за носење на политички поени. Ова е најмалку што треба да го направиме сите ние. Овој закон треба да овозможи подобар живот на сите лица, и на децата, и на лицата со попреченост, и на возрастните луѓе. Со овој закон, да, има добри работи кои што се предлагаат, но има и многу недоречености. Знаете што очекуваат граѓаните? Граѓаните очекуваат социјална парична помош од 200 евра. Ова беше ветување на Социјалдемократскиот сојуз. Социјална парична помош од 200 евра. Ова сега нема да се случи. Не, ова нема да се случи. Напротив, ви имате направено пакет на права, односно сублимат на претходните права кои што веќе ги користеа, уживаа корисниците на социјална парична помош, постојана парична помош, не знам, имаше и детски додаток, средства за електрична енергија, значи повеќе видови на субвенции кои што и претходно ги користеа, сега вие ги правите во еден пакет. Значи во еден пакет. И од овој предлог закон ќе добијат корисниците на социјална парична помош кои што веќе биле на 50% износ. Но реално тие ќе почувствуваат поголеми средства, затоа што ги враќате повторно, значи на 100% износ со сите нови мерки кои што ги воведувате. Но оние кои што биле на 100% износ и кои што и користели останатите права, кои што претходно не беа услов за СПП, социјална парична помош, сега вие ги кратите. Каде е постојана парична помош? Каде е правото на социјална парична помош? Го нема во предлог законот. Го нема. Ова како право од Законот за социјална заштита го нема. Тоа е факт. Колешке, ве молам, можете да зборувате за здравство и да бидете многу повеќе информирана од нас, но за постојана парична помош, овој паричен доместок повеќе не постои. Сега не постои. Сите кои што користеле знаат дека постојана парична помош користеше лице носител на правото. Имаше право на суживател, на еден суживател или на двајца и повеќе суживатели. Ако носителот на правото земаше 4300, со еден суживател ќе земеше 6000 и отприлика 300, да речеме, денари, со два и повеќе суживатели зема 8700. Сега вие што викате? Ке донесеме ние ново право социјална сигурност на старите лица, односно сите лица над 65 години кои што немаат ниту еден ден стаж или имаат помалку од 15 години стаж, ке остварат паричен доместок од 6000 денари и 1000 денари за електрична енергија. Да, средствата од 1000 денари за електрична енергија се користеа и порано, ама не знаете. И тоа знаете што е разликата. Ако во периодот на претходната влада овие средства се даваат 12 месеци, сега се кратат на 6 месеци, од октомври до март. Ако претходно семејството земало 12.000 денари по овој основ, сега ќе зема 6.000 денари. И на овој начин ќе им помогнеме да излезат од енергетска сиромаштија.
Со тоа што им кратите средства? Навистина, најверојатно, или не сакате да видите, или не правите разлика од 6 до 12.000 денари. Што е поголемо, што е помало? Значи, почитувани колеги, нашата заедничка цел треба да биде. Почитувани присутни, ве молам за тишина, ајде уште Почитувани колеги, ве молам. учениците, децата кои потекнуваат од семејства, кои што земаат, кои што се корисници на социјална парична помош или постојана парична помош, и досега средношколците кои што беа на редовно запишани во редовно образование, земаа по 1000 денари месечно. Односно, земаа 12.000 денари месечно. Вие сега истата мерка ја задржувате со тоа што веднаш давате нов термин. Ама средствата се исти. Ке ги исплаќате исто како што беше и до сега квартално. Што е новината? Детски додаток колешке. Кажав, имате добри работи кои што ги предлагате. Детскиот додаток е добра работа, добра новина. И во рете, вие само да го подобревте закон за социјална заштита, таму каде што застана претходната влада, имавте добра основа. Требаше да ги коригирате недостатоците и да превземете подобри чекори. Немаше да има забуна и од невладините организации, немаше да има страф кај лицата со попреченост. Напротив, вие правата од претходната влада, сега им давате ново име, дел од нив скратите, дел од нив задржувате, ама ги кажувате така помпезно и популистички, што мислиш дека граѓаните од социјална парична помош ќе живеат спокојно. Нема да живеат спокојно, за жал. Износот кој што ќе го добиваат и понатаму нема да биде доволен. Но нашата цел и на лицата со попреченост и на корисниците на социјална парична помош треба да ни биде нивна интеграција во општеството. Нивна инклузија во вистинска смисла на зборот. А се додека имаат секојдневно се соочуваат со бариери, има отежнато нивното движење, нивното функционирање. Колку и да зборуваме за средства, тоа нема да биде интеграција во општеството. Ние тука треба заеднички да се залагаме. Имаме донесено претходно имаме донесено многу добар закон за градење, но во реалноста тоа не се имплементира. И за тоа секојдневно се соочуваат со проблеми и со пречки. Ако некој објект има направено пристапна рампа, таа пристапна рампа е изградена само за да се покрие пред инспекцијскиот надзор, но не ги исполнува стандардите. Или е стрмна, или е тесна. Тука треба да се залагаме, да се почитуваат законите кои што се донесени од претходно. Затоа што само тогаш тие ќе имаат пристапност до институциите. Да бидеме реални, центрите за социјална работа, најголем дел од центрите се непристапни. Така било и во времето на ВМРО, ДПМН, и сега. И не можеме ние да бегаме од одговорноста. Треба да работиме на пристапност и на центри за социјална работа, и фонд за здравство, и здравствени установи. И воопшто, секојдневно, и да излезат до град. Дали станува збор за слепо лице, ние немаме патеки по кои ќе се движат, немаме звучна сигнализација. Ако имаме во Скопје, во некои делови, во другите општини немаме. Па не живеат сите во Скопје. Затоа треба заеднички да се залагаме. Претходните години се работеше, треба да продолжите да работите. Знаете што е чудно? Сите граѓани очекуваат дека ќе добијат социјална пензија од 6.000 денари. Почитувана јавност, почитувани присутни. Знаете ли што е социјалната пензија која што се најавуваше? Е постојаната парична помош. И претходно лицата над 65 години, кои што немаа средства по ниеден основ и немаа имотни права од кои може да се издржуваат, користеа постојана парична помош. И тогаш ако нивниот брачен партнер, вонбрачен партнер, исто така немаше средства, немаше стаж да оствари пензија, беше суживател со носителот на правото. Сега вие ќе дадете социјална сигурност, барем така е наречена, нели, социјална сигурност за старите лица, каде што носителот на правото ќе го оствари тоа право, но неговиот брачен партнер нема право. Колешке, 6.000 денари е сега. Претходно беше 6.700 е за носител и за суживател, со еден суживател. Со старото законско решение 6.700 денари е за носител и со еден суживател. 8.700 мислам дека е за носител со двајца суживатели. Сега е 6.000 денари. Има разлика.
Има разлика. Место да одиме кон подобро, ние ќе имаме помал паричен износ, кој што ќе го добиваат семејствата. И да, на крајот на денот, граѓаните, повозрастните граѓани чекаат социјална пензија. Нема да остварат, почитувани присутни, нема да остварат. Ова е правото, постојана парична помош кој што досега го користеа. А знаете ли вие колку домаќинки чекаат социјална пензија? Кој ќе оствари, кажете ми? Реално кој ќе оствари? Истите корисници кои што досега беа корисници на ППП, постојана парична помош, сега ќе бидат корисници на паричен доместок за социјална сигурност. Значи, да не зборуваме популистички и да не го користиме овој закон за дневни и политички поени, затоа што луѓето не го заслужуваат тоа. Веруете, луѓето не го заслужуваат тоа, нити па нам ни доликува како народни избраници, ниту како луѓе ни доликува овој закон да го користиме за дневни и политички поени. Да си признаеме, законот не го кочи опозицијата. Воопшто опозицијата не го кочи овој закон. Зошто? Треба да излезете, време да излезете од вашата матрица дека вие сте опозиција, не вие сте на власт и се што ќе направите имате одговорност да го направите. Носите одговорност за сите ваши постапки. Опозицијата за овој предлог закон ниту еден ден го нема закочено. Што е проблем, почитувани присутни? Меѓукоалиционите недоразбирања. Затоа овој закон не се стави на дневен ред. Немавте коалицијски договор, затоа што имаше реакција за оделни делови од предлог законот. И сега вашите недоразбирања, кои што не успеавте на време да ги усогласите, крива ви е опозицијата. Па еве имаме јавна расправа за предлог закон кој што уште не е поминат не е ставен како точка на дневен ред на пленарна седница. Ќе биде во среда. А ние пред тоа имаме закажана јавна расправа. И сега опозицијата е виновна. Ве молам, решавајте си ги проблемите надвор од интересите на граѓаните кои што се засегнати од законот за социјална заштита. И уште нешто што сакам да се надоврзам за овој предлог закон, а тоа е во делот на платите. Да, го поздравувам начинот на зголемување на платите на стручните работници и на воспитувачите, но сметам дека и воспитувачите и стручните работници, воспитувачите кои што работат во детските установи, треба да имаат иста плата. Зошто? Затоа што и самата една од колешките еве спомена дека сите ние сакаме да ги оставаме децата во установи каде што ќе бидат згрижени од професионалци. Па овие професионалци треба да земаат плата повисока од тоа што земале до сега, се согласувам, и порано требале да земаат повисока плата, но еве сега е добро што овој проблем се решава и се надминува. Но воспитувачите треба да бидат, мое мислење, еве јас сум стручен работник, но сметам дека и воспитувачите треба да бидат ставени на исто ниво како и стручните работници, затоа што воспитувачите се грижат по 6 часа за групата, децата кои што нели им се оставени за начување, додека стручниот работник работи по 1 час со тие деца. И навистина не е лесна работата ниту на стручните работници, но ниту на воспитувачите. Секоја работа си има своја тежина. И мислам дека во овој случај, во детските установи, треба да бидат изедначени стручните работници со воспитувачите, затоа што воспитувачите имаат група на деца 20, 25, можеби некаде и 30, бидејќи имаме недостаток на вработен кадар. Затоа, почитувани колеги од владеачкото мнозинство, размислете на забелешките кои што ги даваме и треба да донесеме едно добро законско решение. Затоа што ако веќе е системски закон, тогаш да гледаме во иднина дека овој системски закон навистина ќе донесе до подобар живот од најмладите до највозрастните, од оние кои што се во социјален ризик и на оние кои што се наоѓаат во положба да превенираме, да детектираме да не дојдат во социјален ризик. Само така ќе покажеме искрена намера и навистина ќе допринесеме. Благодарам. Благодарам, колешке.